Во пролетта на 1944 година, армиите на антифашистичката коалиција се наоѓаа во офанзива на сите европски фронтови. На италијанскиот фронт на 4. јуни сојузниците го зазедоа Рим и до крајот на годината избија јужно од Болоња, каде што се задржани на германските одбранбени позиции на така наречената Готска линија. На 6. јуни во операцијата Оверлорд се истоварија значителни сојузнички сили во Нормандија, во Северна Франција, со што е отворен долго очекуваниот втор фронт. Малку подоцна, на 15. август, сојузниците се истоварија и во Јужна Франција. Кон средината на септември се споја северните и јужните инвазиони сили, со што е воспоставен единствен западен фронт и се создадени услови за брзо ослободување на Франција, Белгија, Холандија и Луксембург и за пренесување на операциите на територијата на Западна Германија. Црвената армија на Советско-германскиот фронт мина на 10. јуни во голема офанзива со постепено воведување во борба на 11 фронтови, крупни стратегиски формации со околу 700 разни дивизии и 7 милиони војници. Како резултат на таа голема офанзива, до крајот на октомври се ослободени сите западни краишта на Советскиот сојуз и операциите се пренесени на територијата на Источна Прусија, Полска, Чехословачка и Унгарија, додека од војната истапија до тогашните германски сојузници Романија, Финска и Бугарија. Во тоа време на Балканот се водат борби на 3 фронта – во Албанија, во Грција и во Југославија. Но според бројот на ангажираните сили, според жестокоста на борбите што се водат и по стратегиското значење, југословенското боиште беше најважно. Народно-ослободителната војска на Југославија кон средината на 1944 година имаше 39 дивизии построени во 12 корпуси и со околу 350.000 добро вооружени борци. Таа за себе ја врзуваше комплетната група на армиите Ф и делови на групата армии Е и Ц. Тоа беа значителни германски сили на југословенското боиште, чија бројна состојба, заедно со окупаторските бугарски и унгарски единици и квислинзите, изнесуваше околу 1 милион војници, повеќе отколку што беше бројната состојба на германските дивизии на фронтот во Италија. Врховниот командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, маршалот на Југославија Јосип Броз Тито, во таква ситуација реши тежиштето на операциите на главните сили под непосредна команда на Врховниот штаб да се пренесе во источните краишта на Југославија, а пред се во Србија, за која зборуваше дека е важен јазол во однос на Југославија, а дека во однос на балканските настани е од првенствена важност. За тие операции Тито подготви 3 мощни јаки оперативни групи, во почетокот со состав од 7, а малку подоцна со 9 дивизии, додека 4-та оперативна група од 5 дивизии се наоѓаше на југот на Србија, непосредно под команда на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Србија. Оперативната група дивизии со сила од 3 дивизии како деснокрилна формација кон крајот на јули прва премина во настапување од североисточна Црнагора преку Пештерската висорамнина во насока на реката Ибар, форсираше во 3 нападни колони во почетокот на август 1944 година, разбивајќи ги јаките германски и квислиншки сили, а потоа по префрлувањето на планината Копаоник ги разби четниците. До крајот на август ги ослободи Жупа и Расин и се спои со дивизиите под команда на главниот штаб на Србија. Потоа ги продолжи операциите во правец на Рудник и Сувобор. Saglасно odluci Vrhovnog štaba o upućivanju jedinica za oslobođenje Srbije, prvi proletarski korpus je krajem avgusta 1944. godine izbio na Zlatibor i prvom naletu porazio jedinice Zlatiborskog četničkog korpusa, a ne dan, dva kasnije i jedinice 24. bugarske divizije. No, s obzirom da je drug Tito uputio depešu da se prva proletarska divizija ne zadržava
u reonu Užica, već da prodire ka Topoli u susret jedinicama Crvene armije. Prva proletarska divizija je krenula na ovaj zadatak. Međutim, četnici, po naređenju Draže Mihajlovića, izvršili su opštu mobilizaciju u Srbiji i uputili dve grupe četničkih korpusa pred prvi proletarski korpus. I sudar, jedna velika bitka, odigrala se u reonu Jelove gore, zapadno od Užica, na 9. septembra, i od tada se nemačke jedinice koje su bile odbačene ka Požegi i četničke jedinice ka Valjevu, bio je otvorena breša za ulazak prvog proletarskog korpusa ka Šumadiji. Draže Mihajlović je bežao neposredno pred našim jedinicama i zamalo u dva maha da nije bio zarobljen. Narod Srbije, onaj ustanički kraj Užičke republike i Šumadije, dočekao je sa takvim raspoloženjem jedinice prvog proletarskog korpusa da je to bilo za jedno veliko divljenje naše. 12. odudaren korpus na Narodno-osloboditeljната vojska na Jugoslavije so svoj dve diviziji po teški i krvavi borbija forsira Drina po početok na septembri i izbiva na planina Tatara i potom go продолжува напредување во насока на Цер и Мачва, каде што кон средината на септември во неговиот состав влегуваат 11-та ударна краишка дивизија, а во почетокот на октомври 28-та ударна Славонска дивизија. Кон средината на септември, сите три спомнати оперативни групации избија на линијата Рудник, Субобор-Маљен, Повлен-Медведник, Соколска планина, подготвени за Белград и ослободување на северозападна Србија и Шумадија. Со своите наредби од 14 и 15 септември, Тито ја формира првата армијска група при Народно-ослободителната војска на Југославија, во чиј состав влегоа првиот пролетерски и 12-тиот ударен корпус, а во состав на првиот корпус оперативната група дивизии. Така врховниот командант создаде силна оперативно-стратегиска формација под своја непосредна команда. За тоа време 5 дивизии под команда на главниот штаб на Србија водеа многу тешки борби во јули и август против трикратно посилниот непријател во Топлице и Јабланица. Со пренесување на тежиштето на операциите во источните краишта на Југославија, Врховниот штаб презеде мерки за ослободување на Далмација, која беше од посебно значење за зацврстување и проширување на позициите на Народно-ослободителното движење на Јадранскиот брег и поблиската Знадлина, поради притисоците кои западните сојузници ги вршеа на Народно-ослободителното движење и нивните планови околу истоварувањето на тоа подрачје. Во врска со тоа, кон средината на септември почнуваат операциите на 8-миот морнарички корпус и делови на вториот ударен корпус на Народно-ослободителната војска на Југославија за ослободување на Далмација. Во жестоките и тешки борби, тие операции се кронисани со големи победи на единиците на 8-миот корпус, кои тие ги извојуваа во Клинската операција, кога целосно е уништена една и речиси уште една германска дивизија. Со ослободувањето на Книн на 3 декември 1944 година, успешно се завршени речиси тримесечните борби за ослободување на Далмација, чиј народ уште од првите востанички денови во 1941 година со огромно мнозинство стоеше покрај Народно-ослободителното движење. Со избивањето на предните делови на вториот украински фронт на Црвената армија на 6 септември на романско-југословенската граница кај Турн-Северин е создадена посебно тешка ситуација за оружените сили на германската команда за Југоисток, зашто тоа покрај другото се закануваше и со одсечување на групата армии Е со сила од 350.000 војници, чија главнина тогаш се наоѓаше во Грција. Тито се врати во Крајова од Москва на 28 септември, а потоа од 16 октомври од Вршац го раководеше дејствувањето на единиците на Народно-ослободителната војска на Југославија
za oslobodovanje na Srbija i Vojvodina. Во крај ова на 5 октомври со началникот на штабот на 3-тиот Украински фронт го разработи планот за Белградската операција и истиот ден ја прими делегацијата на Отечествено-фронтовската влада на Нова Бугарија, со која постигнува договор за учество на незините единици во борбите за ослободување на некои делови од источните краишта на Југославија. За тоа, како што истакна Тито подосна, не постоја никакви оперативни причини, но молбата на бугарската влада и се исполни за да се олесни меѓународната положба на Нова Бугарија. На 13. октомври Тито му издаде наредба на командантот на првата армијска група на Народно-ослободителната војска на Југославија, генерал лајтнантот Пеко Дапчевиќ, неговите единици да преидат во напад на Белград и при тоа изрази желба тие први да влезат во градот или барем заедно со единиците на Црвената армија. За време на борбите за Белград, што германците го претворија во тврдина, под ударите на 14-тиот ударен корпус на Народно-ослободителната војска на Југославија и 75-тиот стрелачки корпус на Црвената армија, од исток кон градот се пробиваше германската корпуска група фон Штетнер со цел да се спои со германските сили во Белград. Меѓутоа, обидот за пробив на групата е спречен и таа е опколена на тесниот простор на јужните падини на Авала, каде што е изложена на уништување откако е одбиен ултиматумот за предавање. Во предпладневните часови Белград е ослободен, додека дел од единиците се префрлуваше преку Сава и започна борба за Бежанија и Земун. 12-тиот ударен корпус ја премина Сава меѓу Умка и Обреновац на 21-22 октомври и под паролата «Напред за ослободување на Војводина» ги започна борбите за ослободување на Срем. Борбите за ослободување на Македонија беа многу тешки и траеја непрекинато речиси 3 месеци. Повеќе од 300.000 војници од составот на германската група армии Е се повлекуваа преку Македонија во правец на Косово и натаму на запад кон Дрина. Во октомври, борбите се разгорија со неведена жестокост по одлуката на Хитлер, единиците на групата армии Е да почнат на 3 октомври повлекување од Грција. Во борбите со отстапните колонии од таа група, 7 дивизии построени во 3 корпуси под команда на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, водат многу тешки борби во кои со ослободувањето на Скопје на 13 ноември е завршено ослободувањето на најголемиот дел од Македонија, освен поширокиот простор околу Кичево, Гостивар и Тетово, каде што се наоѓа околу 15.000 добро вооружени балисти. По кратки и жестоки борби и со ослободувањето на Кичево, Гостивар и Тетово на 19 ноември беше завршено ослободувањето на Македонија. Во ноември и декември 1944 година борбите за ослободување на Црнагора ја достигнуваат својата кулминација. На поширокиот простор Подгорица, сега Титоград, Данилоград, е опколен германскиот 21. ридски армијски корпус, кој се обидува преку Никшиć да се пробие кон Мостар. Паралелно со ослободувањето на Црнагора се ослободени Санџак и југозападна Србија, кога последните германски единици од групата армии Е се префрлија преку Дрина на 13 јануари 1945 година во југоисточна Босна. Во 1944 година Срем ќе стане едно од најкрвавите боишта во Југославија. Бидејќи одбраната на Срем беше од исклучително значење по плановите на германската команда за Југоисток, германската втора оклопна армија, на кој беше доведена одбраната на Срем, оваа област ја претвори во утврдена зона, изградувајќи во длабочина 7 силни одбранбени позиции. Во току припрема за пробој Сремскog фронта и од почињање завршних операција за ослобоđenje Југославије, прва армија, која са веćinom јединица се налазила у Срему, била е по нареđenju Врховног штаба одреđena да изврши пробој Сремскog фронта и у садејству са треćom армијом на Драви и другом армијом јужно од Саве према Добоју, пробije фронт и гони незадрживо Немце према западу.
Za ovaj zadatak u sastav prve armije bio je uključen i 15. makedonski korpus. Jedinice ovoga korpusa su početkom januara 1945. i tokom februara, pa i jednim delom i marta, bile u istočnom Sremu, u rejonu Zemun, Dobanovci, Inđija. Ovaj korpus je formiran u rejonu Kumanova, Skoplja, posle oslobođenja Makedonije, i on je dobio brojnu oznaku 15. korpus Jugoslovenske armije. I sada je bilo nužno da i borci makedonskih jedinica iz Makedonije, borci Jugoslovenske armije, učestvuju u oslobađanju ostalih delova Jugoslavije. U tom cilju su u sastav ovoga korpusa ušle 42. i 48. divizija, koje su učestvovali i u proboju Sremskog fronta 12. aprila. Tom prilikom u rejonu Tovarnika jedinice 42. i 48. divizije su zajedno sa jedinicama prve armije vodile teške i veoma žestoke borbe sa nemačkim jedinicama i posle proboja fronta učestvovali u oslobođenju Vinkovaca, a kasnije u oslobođenju Vrpolja, Slavonskog Broda, a nešto kasnije i Slavonske Požege. Jedinice ovog korpusa u sastavu prve armije učestvovale su i u borbama na reci Ilovi. U svim ovim borbama jedinice ovoga korpusa su bile tretirane ravnopravno i bile su srdačno dočekivane kao i sve druge jedinice naše armije. U svim jedinicama, u svim mestima koje je prva armija oslobađala. Osobito je stvoreno drugarstvo i prijateljstvo između jedinica, svih ostalih jedinica iz drugih krajeva Jugoslavije sa jedinicama koje su došle iz Makedonije. Posebno bih hteo da istaknem da su u ovim borbama prilikom proboja Sremskog fronta i kasnije u prodiranju kroz Slavoniju jedinice prve armije pretrpele velike gubitke. Saglasno tome i jedinice 42. i 48. divizije su u teškim borbama pretrpele takođe velike gubitke i to je bio onaj doprinos boraca Makedonije, bratstvu i jedinstvu svih naroda i narodnosti Jugoslavije koji su učestvovali u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije. Кон средината на ноември, Сремскиот фронт го презема првиот пролетарски ударен корпус, додека 12-тиот корпус оди во Бачка поради пополнување на превооружување и подготовка за натамошни дејствувања на Дравскиот фронт. На 3 декември на Сремскиот фронт преминуваат во офанзива првиот пролетарски корпус на Народно-освојителната војска на Југославија и 68-миот стрелачки корпус на Црвената армија и до средината на месецот совладаа две непријателски одбрамбени позиции и избија предпоследната германска одбрамбена линија во Срем, но неа не успеа да совладаат. Кон крајот на декември, во борба е воведена и првата бугарска армија, која го замени 68-миот корпус. Меѓутоа, ни таа во борбата за тие германски позиции немаше успех. Потоа, првата армија на Народно-освободителната војска на Југославија во целина го презема Сремскиот фронт. За тоа време германските команди грижливо планираа една поголема операција на Сремскиот фронт, за да го совладаат загубениот простор и да ги подобрат своите позиции не само на Сремскиот фронт, туку и во североисточна Босна. Со претходниот ден, во почетокот на јануари 1945 година, им нанесоа тешки загуби на 21-та Народно-освободителна ударна дивизија и на 17 јануари, само еден ден по обиколката на штабовите и единиците на Народно-освободителната војска на Југославија на Сремскиот фронт од страна на маршал Тито, германските единици преминаа во голем напад на првата армија, на Народно-освободителната војска на Југославија, што Тито е формира на 1. јануари 1944 наместо дотогашниот прв пролетарски корпус. По тешките 7-дневни борби со заемни високи загуби, фронтот во Срем е консолидиран
i do probivot na Sremskiot front, vo proleta na 1945 godina, veke po golemi borbi nemaše. So oslobodovanjeto na Mostar na 14. februari 1945. Vo izvonredno izvedenata mostarska operacija na jedinici na 8. korpus, mornaricata i delovite na 2. korpus na Narodno-osloboditelnata vojska na Jugoslavija, praktično je završena prvata etapa na završnite operaciji za osloboduvanje na Jugoslavija. Od 21. februari do 1. mart vo Belgrad se sostana maršal Tito i feldmaršal Harold Alexander, vrhoven sojuznički komandant za Sredozemljeto. Pokraj drugoto, tije se spogodija za natamošnite dejstvija koga jedinicita na Jugoslovenskata armija i sojuzničkata 15. grupa armiji ke se sretnat na rekata Soča. So preminot vo nastapuvanje na 20. mart 1945. na novoformiranata 4. armija pod komandana general-lajtnant Petar Drapšin, komandant i na polkovnik Boško Šiljegović, politički komesar za osloboduvanje na Lika, Gorski Kotar i Hrvatsko to Primorje, započna vtorata i posljedna etapa na završnite operaciji, odnosno ofanzivata na Jugoslovenskata armija za osloboduvanje na Jugoslavija. So osloboduvanjeto na Novi i Crikvenica i su izbivanjeto na linijata Delnice, Lokve, Kraljevica, Rab, 4. armija je završi zadačata predvidena za Ličko-primorskata operacija. За тоа време, другите 3 армии, првата, втората и третата, ги завршуваа последните подготовки за премин во офанзива кон крајните северно-западни граници на земјава. Prvata armija pod komandana general-lajtnant Peko Dapčević, komandant i na polkovnik Mijalko Todorović, politički komesar, go probi Sremski od front na 12. april i istio den go oslobodi Vukovar, Outredente i Vinkovci i go produži nadpreduvanjeto niz Posavina kon Zagreb, vo koji nezinite jedinici vlegua na 8. maj, a potom go produžije nastapuvanjeto kon Celje i Šoštanje. Четвртата армија на 16. април мина во општ напад кон Риека и Трст во содейство со морнарицата на Југословенската армија и го ослободи Трст на 1. мај, а Риека на 3. мај и потоа изби на реката Соча. Poznato je da naši zapadni saveznici nisu htjeli da do tada prihvate odluku Avnoja u pogledu priključivanja materi zemlji onih krajeva Jugoslavije koji su bili nakon Prvog svjetskog rata njoj silom otrgnuti. To su Kvarnerski otoci, doduše tu je još bio Zadar, Lastovo, ali najvažnije je bilo sada Rijeka, Istra, Slovenačko Primorje i Trst. I svakako naše izbijanje u taj prostor dovodilo je te saveznike koji nisu htjeli to da prihvate tada u mat poziciju. Ne samo to, nego taj prostor, taj sporni prostor od naše stare jugoslavensko-talijanske granice pa do rijeke Soče, u njega su već bili orijentirani svi ti otpadnici, svi ostaci kvizlinških jugoslavenskih vojski. Mi smo se već pred rijekom sreli sa prilično jakim četničkim snagama. To su bili četnici koji su, pošto je oslobođena Srbija, okupili se iz Srbije, Crne Gore, iz Bosne i išli u taj pravac. Nemamo vremena o svemu tome da govorimo, ali to je svakako jedna interesantna stvar. Osim toga, kad su Ustaše napuštali Zagreb, oni su isto tako sada pod maskom domobrana, Mačekovaca, organizovano krenuli prema tom prostoru. Isto to su činili i Rupnikovci. Sigurno je da je gospodin Churchill u svojim političkim igrama i to pripremao kao nekakav adut koji bi trebao u završetku rata, odnosno poslije rata, da Tita prisili na onu formulaciju 50-50 i u pogledu vlasti u Jugoslaviji. Međutim, blagovremeno izbijanje 4. armije u taj prostor, prije dolaska savezničke vojske, u stvari je presjekao te dileme i te političke zamke. Во борбите за Трст, заедно со 4-та армија, дејствуваше и 9-тиот корпус на главниот штаб на Словенија. Со капитулацијата на германскиот 97-ми армијски корпус на 7 мај, на поширокиот простор на Илирска Бистрица,
Uspešno je završena riječko-trstjanskата operacija na 4. armija. Потоа дел на незините единици се упатени кон Љубљана, кои на 9. мај ја ослободија, а потоа продолжија кон Корушка. Актот за безусловната капитулација на сите германски оружени сили на европските боишта стапи во сила на 9. мај 1945. Меѓутоа, германскиот окупатор со квислинзите на југословенското боиште го продолжи отпорот, се обиде да се префрли преку југословенско-австриската граница и да им се предаде на западните сојузници, чии единици веќе стигнаа во Корушка и избија пред Селовец, кој претходно на 9. мај ги зазедоа единиците на 4-та оперативна зона на Словенија. Врховниот командант на југословенската армија маршал Тито, по враќањето во Белград од Советскиот сојуз, каде што престојуваше од 5 до 20 април, енергично бараше од штабовите на 1-та, 2-та и 3-та армија на непријателот да му се спречи извлекувањето и да се зароби. Стеснет на поширокиот простор на Дравоград, Зидани мост и Плиберг, непријателот беше принуден да се предаде на 15. мај 1945 година. Во завршните операции за ослободување на Југославија се заробени командата на групата армии Е, начело со незиниот командант генерал полковник Александар Лер, потоа штабовите на 3 германски корпуси, 11 германски дивизии и делови од 3 други дивизии со вкупно 350.000 германски и квислиншки војници, додека околу 100.000 загинаа. Тоа беше значаен придонес на југословенските народи и народности кон заедничката победа на антифашистичката коалиција во борбата против фашизмот, во која Југославија се ослободи со свое собствено оружје и со револуционерни сили, чија бројна состојба на крајот на војната изнесуваше околу 800.000 војници. Градител на сите тие победи и прв војник на револуцијата беше маршалот на Југославија Јосип Броз Тито.